Мијатовиќ е тука во неколку дневна посета, има закажано средби со представници на владата, со премиерот и со представниците на медиумските организации во една, колку што јас разбрав, посета во која што ќе заврши со нејзина пресконференција на која што ќе каже впечатоци. Отаму зборувањето повеќе беше од наша страна. Синдикатот уште еднаш ја искористи оваа можност да алармира за состојбите во кои функционираат медиумите и состојбите во кои што функционираат новинарите и медиумските работници во редакциите, а тие состојби се драматични. Нашата единствена и најважна порака е дека веќе не говориме за форма, за процедури, за закони, туку говориме за суштина, а тоа е слободата на професионално изразување, слободата на работни и професионални права. И нашите сознанија се такви што состојбата е алармантна. Односот кон институциите, кон медиумите, но и кон медиумските организации е селективен, исклучително игнорантски кон прашањето на синдикалното здружување, кое што е основно човеково право и спаѓа во кошничката на европски вредности. Така што тоа беше она што ние го кажавме и што го сметаме за пресудно, да не влегуваме во формализирани дебатирања околу процедури и закони и текстови, туку да зборуваме за она со што реално нашите луѓе и ние како медиумски организации се соочуваме. Се пренесе ли актуелната медиумска состојба? Начинот на функционирање на медиумите, севкупно сликата како се пренесе и генерално и со примери. Бидејќи ако со нешто располага синдикатот, тоа се информациите од членовите. И конкретни примери на гушење на слободата на професионално изразување, понижување на трудот на новинарите, подценување на професионалноста и објективноста како принципи, се нешто што ние секојдневно го добиваме како информација. Така што и генералната, но и многу сликовита ситуација од наша страна беше презентирана. Пред носење на законот за медиуми беше подкопан легитимитетот на самостојниот синдикат со изјава на министерот дека не е легитимен поради бројката. Дали бројката ја отсликува синдикалното обединување? Да не мешаме работи. Легитимноста на едно здружение не ја отсликува бројката. Тоа на што реферира министерот е репрезентативноста. Репрезентативноста е категорија која што се бара во ситуација кога преговарате за колективни договори. Синдикатот го оспорува веќе 8 месеци членот во Законот за работни односи токму во методите врз основа на кои и критериумите врз основа на кои се утврдува репрезентативноста, бидејќи тие не се во согласност ниту со Уставот, ниту со меѓународните конвенции со кои Македонија ги има подпишана. Побаравме и формално автентично толкување од Комисијата за репрезентативност, бидејќи ние имаме членови кои што не смеат да се декларираат како наши членови, а законот бара работодавачот да ви потврди дека некој е ваш член, така што ние не можеме формално да аплицираме за репрезентативност, но реално ние ја имаме и по број на членови и по легитимитет. Но знаете што, синдикатот никогаш не е инсистирал на места и на седишта и на фотели во институциите. Ние говориме за суштинско менување на работите и за подобрување на условите во кои работат нашите луѓе. И тоа е она што не интересира, а не за формите и бројките и слични работи.